ВМРО ДПМН испорача две барања за одржување на работните средби за законот за јавно обвинителство. Првото, да се одржи јавна расправа на која ќе бидат присутни експерти и познавачи на правото. Ова барање е веќе усвоено, но виси второто. На следната работна средба да биде присутен и државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски, кој, како што велат од опозицијата, имал преговори за сегашниот предлог закон. Од ВМРО ДПМН има забелешки за овој предлог закон, но намаза ќе ги стават кога обвинителот ќе биде присутен. Согласно тоа, нашата работна група е спремна да го продолжи своето учество и да го даде својот придонес во расправата и денес, и утре, и во недела, и понеделник, и во секој нареден ден, во моментот кога министерката Десковска ќе биде расположена да го обезбеди присуството на државниот обвинител Јовевски, кој што има обврска кон собранието како избран функционер. Сепак, од партијата нагласија дека сега има добра основа за приближување на ставовите за носење на законот. Од власта пак вела дека барањето на ВМРО ДПМН за Јовевски да присуствува на средбите било само обид опозицијата да го одолговлечи процесот и да не ги дадат забелешките, бидејќи како што вели министерката за правда Десковска, во суштина забелешката им била само една, а тоа било прекинување на сите постапки поврзани со незаконското следење на комуникациите. Жал ми е што постапија така, но исто така морам да кажам дека беше очекувано нивното однесување, имајќи во предвид дека тие едноставно не сакаа да дојдат и пред другите политички партии да го соопштат својот став, кој што е практично запирање на предметите од специјалното јавно обвинителство. Таа информира дека по заминувањето на представниците од ВМРО ДПМН од средбата, со представниците од другите политички партии останале да разговараат за предлогот и биле на добар пат да изнајдат консензус за ова прашање. Десковска веле дека според неа СРСМ и ДУИ ќе го поддржат предлог законот и дека ќе продолжат да разговараат со сите политички партии во собранието и пратенички групи со цел обезбедување на двотретинско мнозинство. За барањето на опозицијата, државниот обвинител да присуствува на средбите, по средбата се огласи токму Јовевски, кој смета дека не му е местото да учествува во политичките разговори за законот за јавно обвинителство. Доколку се отвори стручна расправа по предлог законот за јавно обвинителство, ако бидам повикан, ќе учествувам во расправата и ќе го искажам своето стручно мислење изградено во текот на моето работење во судството и обвинителството. Во делот за политичките разговори во постапката за донесување на законот, на јавниот обвинител не му е местото да учествува во вакви расправи. По серијата неуспешни обиди за договор меѓу власта и опозицијата, прашањето за законот за јавно обвинителство повторно се актуализира по недоамнешната посета на еврокомесарот Оливер Вархеј на Скопје, кој порача дека би било добро сегашниот парламентарен состав пред распуштањето да донесе закон за јавно обвинителство.